Владината делегација, предводена од вице-премиерот за економски прашања доктор Кочо Ангјушев, во чиј состав беа и министерот за транспорт и врски Горан Цугарески и заменик министерот за економија Кире Наумов, положи свежо цвеќе пред спомениците на првиот председател на президиумот на АСНОМ Методија Андоновченто, на народниот херој Кузман Јосифов Скипито, како и во паркот на револуцијата на могилата на непобедените пред алејата на народните херои и на споменикот Жена Борец. Денот на македонското востание денеска се одбележа во Прилеп. Денеска сме исправени повторно пред слични моменти, кога доколку во 41 година, 11 октомври, бил датум на борба против фашизмот, денеска имаме нови предизвици како македонска држава, а предизвиците се да се биде член на НАТО и на Европска Унија, каде што се нуди стабилност и безбедност за нашиот народ. Сакам уште еднаш да потенцирам дека македонскиот народ секогаш бил на правата страна на историјата, македонскиот народ секогаш бил и знаел да препознае кој е просперитетот. Над 8000 прилепчани учествувале во НОП. Од 66 народни херои кои ги има Македонија, 15 се од Прилеп. Прилеп е град на непокорот, истакна градоначалникот Илија Јовановски. Прилеп е град на непокорот, Прилеп е град на пркосот и тој понатаму се одвива во натамошниот период. Мислам дека сега имаме достоинствени прилепчани, достоинствени граѓани на Прилеп и секогаш во иднина тоа ќе го почитуваат, ќе ја почитуваме народно-ослободителната борба и се она што се придобија после неа. Во оваа прилика сакам да им го честитам на сите граѓани на Република Македонија 11 октомври, денот на востанието, нека е честит и вековит овој празник. На свеченото одбележување на празникот цвеќе положија и делегации од Сојузот на борците, од политичките партии и од Сдруженија на граѓани. Младите генерации секогаш треба да имат инспирација за патриотизам, за своите активности да ја насочуваат кон добро за нашата држава, да секогаш да имаме почит код овие храбри борци кои не жалејќи својата младост ги дадоа своите животи за слобода и за независна држава во Македонија. Востанието на 11 октомври беше против фашизмот. Тоа беше почеток на борбата за ослободување на македонскиот народ. Со оваа вооружена борба Македонија не стана квисличка територија, туку напротив даде силна поддршка во победата над фашизмот. Но денес и овде сведоци сме на невидено лицемерие на луѓето од власта. Одбележувањето на празникот 11 октомври, кој е еден од најсветлите датуми во македонската историја, символ на вековната борба на македонците за својата сопствена држава, општина Прилеп го започна со богата програма на 7 октомври. Покрај спортските настани, денеска започна и фестивалот со Марко на улица, проект на Центарот за современа ликовна уметност, а културно-уметничката програма ќе биде заокружена утре во 19 часот, кој ќе се одржи концерт на пијано во ликовниот салон во Центарот за култура Марко Цепенков, со што ќе заврши празнувањето на 11 октомври.